Јоханес Хан, еврокомесарот за проширување, пристигнува во Македонија токму денеска заедно со тројца европратеници. Имено она што го спомени ти, според агендата, денеска Хан ќе оствари средба со сите лидери на политичките партии во Македонија, а воедно ќе оствари средба и со претседателот на државата Ѓорѓе Иванов. Првата средба ќе започне во 12 часот и 40 минути, токму со лидерот на ДПА Мендо Тачи, пошто ќе следуваат и средбите со сите лидери на политичките партии. Она што го истакна на потпаролката Маја Коцијанчич на Европската комисија е дека според очекувањата дека ова е еден обид повторен да се направи цел за да се постигне договор за постигнување на решение за излез на Македонија од политичката криза која трае предалго. Истакнува дека Европската унија ќе се задржи на својата позиција за почитување на исходот од изборите, меѓутоа и она што го истакна дека и покрај целата напорна агенда Хан ќе не може да се сретне со иницијативата за заедничка Македонија. Имено она што го спомена од иницијативата за заедничка Македонија дека оние побараа средба со еврокомесарот Јоханес Хан со цел да ги изразат и да му ги кажат своите барања. За таа и цел денеска ќе се организира и најмасовниот собир токму тука во собранието на центарот на Скопје. Граѓанската иницијатива веќе 20 дена е на улица и со протестен марш го изразува својот револт за прифаќањето, односно да не се прифати тиранската платформа. За тоа кои ќе бидат средбите, со кои ќе се сретне денеска Јоханес Хан и која е агендата, за која цел и кои се очекувањата, предлагам да го погледнеме прилогот што го подготвивме. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан нема да се сретне со представниците на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Хан добил барања и за други средби, но во неговата агенда предвидено е да се сретне само со представниците на политичките партии. Како што кажав и во петокот, планирана е средба со политичките представници. Вистина е дека имаше и други барања за средби и многу често кога тој патува во земјата се обидува да се сретне со колку што може повеќе представници, вклучувајќи ги и на пример представниците од граѓанското општество. Но овој пат еврокомесарот ќе се сретне само со политичките представници, со оглед на тоа што агендата толку му дозволува. Од иницијативата за заедничка Македонија пак инсистираат на средба на која ќе му ги пренесат нивните барања. Велат дека Хан треба да најде време и да го чуе гласот на околу 200.000 граѓани кои секојдневно излегуваат на улиците низ цела Македонија. Еврокомесарот е еден гостин во Република Македонија. Ние сме домакини во Република Македонија. Ние ги знаеме сите проблеми, сите слабости, сите мани, сите маки кои што ги имаме тука. Така да, неумесно е еден гостин во Република Македонија, кој што има некаква си политичка цел во оваа земја, да не наоѓа време за среќавање со луѓето кои што живеат тука и кои што ќе останат да живеат тука и откако тој ќе си замине. Му порачуваме да најде време, бидејќи сеедно, тоа не ни менува нас ништо. Ние сме таму кај што сме и ќе сме уште побројни. Ако одбие да се сретне со нас, тоа е, како ви кажам, на сечија штета. Според најавите, утре еврокомесарот Хан заедно со европратениците Едвард Кукан, Иво Вајгел и Кнут Флекенштајн ќе се сретнат со представниците на политичките партии, а освен со нив предвидена е и средба со претседателот Иванов, како и со претседателот на собранието, иако на агендата не е пишано името на спикерот на собранието. Ова е втора посета на еврокомесарот Јоханес Хан по одржаните парламентарни избори на 11 декември. На почетокот на месец февруари Хан оствари средба со лидерите на сите политички партии во Македонија, меѓутоа и со претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во обид за излез од политичката криза. Она по остварената средба во февруари истакна и порача дека очекува сите политички партии да покажат една демократска зрелост, да работат по волјата на граѓаните и секако да придонесат подобра демократија со цел во влез во Европската унија.